Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Бродот бил закотвен на пристаништето. Павле и неговиот пријател Сила излегле на копното во градот Филипи. На пазарот и на улиците тие постојано раскажувале. Бог ве сака. Тој го испрати неговиот син во светот. Верувајте во Господ Исус и ќе бидете спасени. Лидија поверувала и со радост ги слушала случките за Исус. Други луѓе се вознемириле и гневно извикувале. Тие предизвикуваат бунт. Не сакаме да го слушаме ова. Однесете ги одовде. Почнале да летаат камења. Одеднаш целата толпа луѓе се побуниле против Божиите гласници. Гневните мажи ја искинале облеката на Павле и Сила и ги камшикувале. Грбовите им биле воспалени од прачките со кои ги удирале. Тие биле затворени во темница, влажен затвор, каде што управникот на затворот им ги ставил рацете и нозете во пранги. Се ги болело, а грбовите им гореле од болка. Во Библијата пишува дека затворениците не се жалеле, ниту прашувале зошто Бог дозволи да ни се случи ова. Наместо тоа, среде ноќ му пееле пофални песни на Бог. И тогаш се случило. Бог им помогнал, испраќајќи силен земјотрес. Нивните синџери паднале и вратите се отвориле. Управникот на затворот се разбудил од вревата. Неговата прва мисла била дека сите затвореници избегале. Тој се плашел од неговиот предпоставен, па сакал да умре. Го зел својот меч. Чекај, немој да се повредуваш. Сите сме овде. Навистина, никој не избегал. Тресејки се, затворскиот чувар паднал пред нозете на Павле. Што треба да направам за да се спасам? Ти не треба да направиш ништо. Исус направи се за тебе. Верувај во Него и ќе се спасиш. Било многу едноставно. Управникот на затворот поверувал и се изменил. Тој повеќе не ги повредувал затворениците, туку им дал храна да јадат и им ставил лекови на раните. Следното утро, судијата испратил гласници до управникот на затворот и му рекол да ги ослободи овие двајца мажи. И тие самите дошле и се извиниле за своето лошо однесување кон Павле и Сила. Потоа Павле и Сила патувале на многу места и им раскажувале на многу други луѓе. Верувај во Господ Исус и ќе се спасиш и ќе имаш вечен живот. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!